имаш пред се семејство во кое навистина предодредено е да бидеш успешен, растеш со луѓе кои имаат огромен талент, што генетика, што она што го гледаш. Да, и меѓу другото, и јас како многу мал сум сакал да бидам пожарникар, авијатичар и тоа, ама на 6 години јас веќе знаев дека ќе бидам тоа што сакав да бидам. Тоа што се мојата мајка, мојот татко и така натаму. Подосна и мојот дедо. Добро, ги знаеме сите, значи Петре Прличко е нешто што е навистина за Македонија права легенда. Споменици за него, филмови кои се уште фестивали, награди и се. Анче, акторка, исто премногу забележана. Твојот татко Александар Џамбазов е човекот маестро, така е. Маестро Џамбазов е цел животен век го помина во радио, телевизија Македонија, македонска телевизија. Тој имаше едно преубава енергија и се бавеше со музика толку години, беше иницијатор за Златно славече, диригент, композитор и така натаму. Што повеќе доминираше во твоето детство, музиката или актерството? Кој имаше подоминантна улога од твоите двајца родители на тебе? Кој имаше посилно влијание? Па они се трудеа да не влијаат на мене. Но ти реков пред малку, јас веќе многу мал сватив дека ќе бидам или едното и другото. Не може би дека ќе бидам обете, но дека ќе бидам или едното или другото. Значи, ете, ајде речеме пар не пар беше. Во понеделник после часовите татко ми ќе ме земе, ќе ме однесе на проба со бендот. Джез оркестар, да слушаш во живо 50 души да ти свира. За тоа многу малку го искуси. Вечерта одиш на представа да ја гледаш мама или дедо. Значи, испомешано беше кај мене. Некојаш ќе се позапалам повеќе ако се прави добра представа во театрот, ќе ја молам мајка ми, сега зборувам кога сум имал 6, 7, 8 години, да ме носи на проба, на представи. Мајка ми кама, не може, треба да идиш во школа. Ама ја, мамо, се знам што ќе во школа. Знаеш, тоа те предодредува, но па да се запрашаме, ајде, нели ние сме биле на удар секогаш децата на уметниците, па мајка му, татко му, не е така. Не е така. А сте провериле во државна болница колку има ќерки и синови на докторите, на лекарите, на лаборантите? Тоа се генерацијски придобри. Зошто? Што има лошо во тоа? Ако бил татко ми добар музичар, природно е да посакам да бидам. Може јас навистина ќе завршам како пожарникар, но природно е да посакам. И не сите успеваат, Маја. Сигурно. Значи, низ држава имаме ние синови и ќерки на музичари, но не сите успеваат. Оние поумните си одат, менуваат професија. Не е ни тоа трагично на 24-5 години да ја промениш својата професија. Добро, види може би тоа помага на почетокот, ќе дојдеш до едно ниво, ама да се одржиш толку години и ден денес да си интересен. Тоа е најтешкото. Тоа е, значи, твојот личен талент. И во Македонија, не може тоа се уште мајка ти татко да го прави. Како и во Америка, можеш лесно преку ноќ да станеш звезда. Да. Но колку ќе обстанеш?